Добро што гледате ново издание на Трилинг. 2 настани одбележава работна недела. Првиот е договорот за изградба на коридорите 8 и 10. Сомнителни за опозицијата. За власта нема ништо спорно. Ова е капитален проект кој ќе донесе многу позитивни резултати за државата и за македонските граѓани. Вториот настан е формирањето на работната група за уставни промени. Ова издание на Трилинг го започнуваме со поранешната судика во Европскиот суд за човекови права Маргарита Цаца Николовска, која всушност е дел од работната група за уставни промени. Господина Николовска, формирана е работната група без опозиција. Дали ова представува хендикеп? И што ќе биде вашата главна улога прво лично како дел од ова тело? Прво мислам дека ќе биде хендикеп тоа што опозицијата не е во работната група. Меѓутоа треба да се има во предвид дека таа е која што одби да биде дел од работната група. Ова повеќе за народот македонски да слушне и да види и да сам оцени што и какви се однесувањата на позицијата и на опозицијата. Одбивањето да биде член во оваа работна група за мене е неприфатливо, заради тоа што во оваа работна група ќе се разговара, ќе се дебатира, ќе има можност да се детектираат проблемите, а во исто време и евентуално нормално да се наоѓаат одредени и презентираат одредени решенија. Демократијата бара дискусија, демократијата бара конфронтација на мислења и од тие мислења да излезе она нешто што е најважно. Дали улогата е пред се советодавно, да биде како советодавно тело од кој ќе произлезат конечните решенија или како? Јас за себе лично можам да кажам дека јас го гледам моето учество во таа група, она искуство кое што го имам стекнато. Тоа веќе неколку пати сум го кажала и веројатно за одредени гледачи ќе дојде и како повторување. Меѓутоа морам да напоменам дека се 3 области или 3 дирекции каде што јас сметам дека можам да дадам одредено видување на проблемот и начин на разрешување на проблемите. Тоа е искуството од Европскиот суд за човекови права, каде што многу човекови права се засегнати, и искуството на Европскиот суд, односно праксата на Европскиот суд е многу богата во таа насока и мислам дека таа пракса ќе помогне. Втората работа е моето дејствување како меѓународен судија во Уставниот суд во Босна и Херцеговина. Вие знаете државата Босна и Херцеговина дека е држава која што има комплексен систем, меѓутоа праксата на Европскиот суд за човекови права е директно имплементирана и во работата на Уставниот суд, што значи дека и од тамо и одредени нормално уставни права кои што произлегуваат од Уставот на Босна и Херцеговина. И третата димензија е како невладен сектор, во која работа сме земале големо учество во анализи на работа на Уставниот суд, на уставните права и детекција на одредени проблеми од уставноправен аспект. Господина Николовска, дали сте свесни дека влетувате во неформално тело во кое уште од самиот старт се користи со партиски лицитации и што помалку изгледа симптоматично колку ова тело работно, експертско, има легитимитет во кое, например, не партиципираат во моментов, барем до овој момент, академик Камбовски, професорот Шкарич, професорката Гордана Силјановска, професорката Десковска, судиката Мирјана Лазарова Трајковска, професорот Владо Поповски.
Колку што мене ми е познато, а најголем дел од овие лица кои што ги споменавте, им било понудено да бидат членови на оваа експертска група. Со нив треба да разговарате, да видите зошто тие не прифатиле да бидат. Она што јас сакам да го кажам, имајќи го во предвид искуството во делот на носење на голем број на устави и уставни промени во поранешна Југославија. Значи, секогаш кога се носеле устави, секогаш постоела некоја работна група составена од професори, составен најголем дел од експерти по уставно право, кои што работеле на проблематиката. А нормално е дека понатаму комисиите во собрание и самото собрание ги носело тие устави и уставни промени. Ова го гледам многу слично на такво едно тело, во кое што треба да се расправа, како што реков, за сите проблеми и да се најде одредено решение. Кое што решение не мора да биде решение кое што сите ќе го прифатат. Предлагачи или своји. Тоа е легитимно право на... Не, тоа е легитимно право, меѓутоа, тоа легитимно право не дава право да се напаѓаат другите кои што се членови на таа комисија. Било експерти, било партиски лица. Дали ова тело исклучиво ќе се фокусира околу проширување на идејата и внесување на бугарите во преамбулата или можеби ќе има подлабока реконструкција во највисокиот правен акт? Мене не можам да ви одговорам целосно на ова прашање, меѓутоа мислам дека по сите оние разговори до сега приоритетна работа е внесување на одредени групи во Уставот. Не станува збор само за бугарите, станува збор веројатно и за хрватите и за останатите. Станува збор за хрватите, за црногорците, колку што знам, за еврејската популација, значи сите тие кои што поднеле некакви барања во оваа насока. Дали другите елементи или другите прашања кои што представуваат потреба да бидат внесени на одреден начин во Уставот, во овој период не сум сигурна дека тоа е приоритет. Со нас... овој разговор имам впечатление дека и вие самите не сте во моментов баш информирани, баш најасно слика во што влетувате. Па ја не би рекла влетување, меѓутоа јас повторно ќе кажам како јас ја гледав работата и зошто јас прифатив. Да го презентирам она искуство кое што сум го стекнала со текот на работењето. Бегањето од презентирање на тоа искуство не значи ништо. Тоа сега можеме да побегнеме, после одреден временски период тоа може би повторно ќе се јави. И што сме направиле? Не велам дека сите презентации ќе бидат прифатени. Меѓутоа, она што сметаме дека народот треба да разбере кои се проблеми и на кој начин тие проблеми експертите предлагаат да се разрешат, политичките партии предлагаат да се разрешат или некои политички партии кои што тврдат дека во ниеден основ не треба да се вмешаат во оваа работа. Мене исто така ми останува и прашањето како тоа оваа парламентарна група, односно ова собрание, нема мандат за промена на Уставот. Дали прашањата во врска со вметнување на одредени народи во Уставот биле предмет, не зборувам на презентација на политичките партии, него биле предмет воопшто на било какво разговарање, за да може од било каде да се детектира потребата за делување во оваа насока на менување на Уставот, односно додавање на одредени други народи во самиот Устав. Значи, мандат имаат пратениците да постапуваат во целокупниот политички живот. Немаат они мандат само врз основа на тоа што
одредени политички партии, дали е позиција, дали е опозиција, во дадениот момент размислуваат. Господин Николовска, бевте судија во Европскиот суд за човекови права. Во Страсбург беа донесени многубројни одлуки во насока дека се прекршени правата на македонците кои живеат во Бугарија. Официјално Софија ги игнорира овие одлуки на Страсбург. Постојат ли правни инструменти? Постојат. Како? Постојат и правни инструменти и постојат и одредени други институции кои што сето тоа можат да го расчистуваат и разрешуваат. Првиот институт и првиот инструмент е преку извршување на одлуките, а тоа е преку следење на извршувањето на одлуките од страна на Комитетот на министри, кој што е дел од Советот на Европа. Преку работата или преку утврдувањето колку одлуките се извршуваат е состојба која што треба да се следи, која што треба да се детектира и да се реагира. Јас морам да признам дека до пред известно време Македонија во оваа насока беше многу пасивна. Меѓутоа сега почнува една поголема кампања и во Комитетот на министри, генерално гледано, а и од наша страна, да се извршуваат тие одлуки на Европскиот суд за човекови права. Одлуките на Европскиот суд за човекови права се облигаторни за одредената држава. Друго прашање е колку од тие одлуки други држави можат да црпат искуство. Меѓутоа, во дадената насока, односно во даденото извршување на овие одлуки, Бугарија треба многу работи да стори. Бугарија има одреден обид, меѓутоа тој обид е прашање колку е релевантен за извршување на одлуките. Имаше една одлука во која што во текот на извршување на одлуките Бугарија тврдеше дека треба да се зголеми бројот на членовите на одредената асоциација, каде што членуваат македонците, за да се овозможи тие да можат да формираат одредени здруженија. Тоа, колку што мене ми е познато, не помина, нити во наредните предмети, нити па како аргумент пред Комитетот на министри. Значи, треба да се стори нешто конкретно, кое што ќе покаже волја и кое што ќе покаже спремност да тие луѓе можат да основаат своји здруженија во кои што ќе можат своите слободи на изразување да ги имплементираат. Гледате тренинг, мој соговорник е Маргарита Цацна Николовска, поранешна судика во Европскиот суд за човекови права и дел од работната експертска група за уставни промени. На крајот две прашања. Првото, со цитат на ваша оценка пред речиси 5 години, 2018. Мисијата за независно судство не е невозможна. Прашање е само начин како ќе се изведе. Ова е став ваш 2018. После 5 години разговараме за истите аномалии. Деновиве и евроамбасадорот вели неказнивоста, селективноста, бавната правда и натаму се главен проблем и корупцијата се разбира и криминалот во високите ешалони. Кој ја обструира правдата? Во својство на дејство на Институтот за човекови права сме детектирале одредени проблеми и сме укажале на тие проблеми. Меѓутоа, заклучоците и препораките морам да признаам дека не биле целосно прифатени, за да може да се обезбеди она за кое што зборуваме независно и непристрасно судство. За независното судство законските одредби во најголем дел задоволуваат стандарди на избор, разрешување, дисциплинска постапка и така натаму.
Во делот на непристрасност, дел постојат инструменти преку системот на изземање, меѓутоа она што е најважно е што политиката, односно политичарите, се уште не ги тргнале рацете од изборот, разрешувањето, дисциплинската постапка, па и од самото правораздавање. Се додека постои најмал сомнеш дека тоа не е направено, ние ќе бидеме во оваа ситуација. Ние мораме да покажеме и да докажеме дека изборот на судиите е навистина независен. Тефтерчиња, телефонски повици, разговори и така натаму во делот на избор апсолутно се непотребни. Покрај изборот, кој што е, како што рековме, на овој начин во одредени ситуации презентиран, менталитетот, односно луѓето кои што се обидале да извршат некакво влијание во изборот или во разрешувањето, треба да сватат дека не и прават добро на државата, ниту на тоа лице за кое што се ангажирали или сакале да стане судија. Судија не се станува лесно. Не може интегритетот да се занемари. Не може знаењето да се занемари. Не може однесувањето да се занемари. Не може културата да се занемари. Сето тоа што е резултат на воспитување, едукација, сето тоа што е резултат на собирање на знаења, тоа е нешто кое што мора да екзистира, да постои, а што се однесува во борбата против корупцијата, тука има толку многу инструменти, толку многу можности таа борба да се спроведе, да нема потреба за тоа да зборува. И на крајот, изградбата на... Нема потреба да зборуваме дека тоа не треба да се направи, да не бидам лошо сватена. Борбата против корупција мора да продолжи и мора да биде многу поефикасна и поефективна. Изградбата на коридорите 8 и 10D е под превезот на тајноста. Владата го класифицираше договорот со ЕНКА, Бехтел и ЕНКА. Дали нетранспарентност, односно недавањето отчет пред јавноста околу овој договор остава сомнеш и неговата нетранспарентност остава сомнеш за можна корупција и криминал, иако премиерот денеска рече дека договорот ќе го доставиме до обвинителството. Не, он веќе рече дека е договорот доставен до обвинителството. Јас прво што можам да кажам е дека јас секогаш се залагам за транспарентност и мислам дека што во овој случај не е транспарентноста, само да довршам, дека транспарентноста е нешто кое што во секој сегмент треба да се презентира, освен се разбира некаде каде што доаѓа прашањето на безбедноста на државата и да не ги набројувам сите други основи. Конкретно за овој договор мора да има објаснување кои се причините за истиот да не биде објавен. Граѓаните имаат обврска да знаат одредени работи од договорот и одредени работи потранспарентно да бидат прикажани, имаат обврска. Меѓутоа, мислам дека треба на еден друг начин, без да се кажуваат одредени работи кои што се класифицирани, да се представат на народот, за да народот види дека нешто не се крие. Или дека тоа треба да биде не сокриено, него да биде во таја насока не така транспарентно прикажано. Заради одредени причини. Мора да има некои причини кои што доведуваат до заклучок дека одредена состојба треба да биде класифицирана државна тајна или не знам како се друго. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам на вас на поканата.
Поштовани речи, тоа беше Маргарита Цаца Николовска, поранешна судика во Европскиот суд за човекови права и дел од работната група за уставни промени. По кратката пауза за реклами, мој следен соговорник е Трајан Ангеловски, председател на Сојузот на стопански комори на Македонија. Сретене.